Денеска сме овде во Охрид како дел од агендата наречена разговори за обнова на Македонија, средби со граѓани. Она кое што го почнавме практично таму некаде крајот на септември месец, денеска го продолжуваме одека во Охрид, продолжуваме и во неделите кои што следат, се до 12 април 2020 година, кога не само според ВМРО ДПМН и според граѓаните, туку гледаме во последно време и според експертите и перјаниците на СДСМ, ВМРО ДПМН ќе биде победник на следните предвремени парламентарни избори. Но таа победа треба да биде убедлива, затоа што ние мораме да обезбедиме што е можно повеќе пратеници во рамките на парламентот, за да превенираме од евентуален постизборен инженеринг, за да можеме политиките кои што ќе ги ветиме пред граѓаните да ги испорачаме. А за да бидеме подобри, за да бидеме поконкурентни, да бидеме честити и честни како што сме, потребни ни се овие средби да разговараме со граѓаните, да разговараме за нивните проблеми, да видиме што всушност денеска го мачи македонскиот граѓанин, а потоа ние да направиме програма која што ќе понуди решенија за тоа што можеме ние да го решиме во еден мандат. За тоа што не можеме да го решиме, не треба да бидеме како Зоран Заев и малкумината околу него, кои што во овој момент подготвени се буквално се да ветат само за да останат во тие фотели каде што денеска се наоѓаат. Нас ни е потребно ова, нас ни се потребни овие разговори за да учиме, да бидеме подобри и да ја испорачаме најдобрата програма која што до сега некогаш се појавила на парламентарни избори. Но таа да биде базирана на дела и на проекти кои што ќе ги испорачаме. Да не ни се случи, како што ние денеска правиме рецензија за програмата на Зоран Заев, некој за нас да прави рецензија и да излегува со бројки дека повеќе од 90% од тоа што било ветено во таа 2020 година не било испорачано. Ние започнавме со еден таков проект кој што го именувавме како најголемата рецензија на најголемата политичка лага наречена живот во Македонија. До сега поминавме два области. Првата беше енергетиката, втората беше образованието. Во делот на енергетиката буквално 98% од тоа што е ветено не е испорачано. 98%, значи реализацијата на тоа кое што било ветено во 2016 година за време на предвремените парламентарни избори не било реализирано. 98%. Повторно ќе дојде тука во Охрид, ќе се соберат, или дали ќе биде тоа во културниот дом, или овдека на плоштадот, и повторно ќе ветуваат, ќе ги гледаат луѓето во очи и нема да ја говорат вистината. Нема да зборувам дека лажат, бидејќи веќе сите знаеме дека Зоран Заев буквално не поминал еден дена да не испорача неколку лаги. Ќе зборуваме дека нема да ја говорат вистината, затоа што ние сме различни од нив, не сме како нив. И ќе дојдат овде и повторно ќе ветуваат, ќе се обврзуваат дека ќе направиле само уште еден мандат им бил потребен за да ги решат сите работи, сега сме блескали. Во делот на образованието повеќе од 90% немаат реализирано од тоа што го ветиле за време на изборите во 2016 година. Нема реновирани студентски домови, нема квалитетно образование, универзитетите потонаа на Шангајската листа од 1000-то место, најстариот универзитет во Република Македонија, Универзитетот Свети Кирил Методи, денеска трета година воопшто не се ни наоѓа на рангирањето на Шангајската листа. Нема младинска гаранција за основните и средните училишта кои што ќе постигнат вонреден успех, беа предвиделе во најголемата политичка лага зголемување на платите до 20% на вработените и велеа 10% од најдобрите средни училишта, се извинувам, основни училишта и 5 од средните училишта проценти, вработените во тие училишта ќе добиеле до 20% поголема плата од останатите. Тоа го нема. Ветуваа посебни кампови
за талентираните деца каде што тие ќе се обучувале за надпревари, олимпијади, ниту од тоа има нешто. Еден куп лаги, еден куп невистини, го укина екстерното за да сега предвидат државен испит без никаква анализа, без никаква јавна дебата. Буквално немаат ништо реализирано. Затоа нас ни се, почитувани охригани, браќа и сестри, потребни овие средби, овие разговори за тоа што ќе го ветиме, тоа и да го испорачаме. Тоа што не можеме, треба честно да ги погледаме луѓето во очи и да кажеме ние ова не можеме да го испорачаме поради тие причини. Денеска повторно ќе зборувам за тоа што се случува и што е актуелно на македонската политичка сцена. А што е актуелно? Практично актуелна е распродажба и расфрлање со вашите пари, со парите на македонската економија. Денеска Зоран Заев е уплашен човек. Се плаши затоа што знае дека овие речиси 3 години политиката која што ја водеше изобилуваше со многу арамилук, со многу криминал, со многу корупција, со многу понижување, со многу примитивизми од типот мало сутра и тепсијата со баклавата кои што останале изедени. Знае дека водеше политика на свитка на кичма, на слугување, измислуваше, креираше, создаваше кампања против мене, како све не ме нарекла, скандализираше работи кои што видовте и вчера. Државната комисија за антикорупција, тој кој што е избрал и изгласал, самата му рече дека сета онаа црна кампања која што нанесе штета за време на претседателските избори, кој што нанесе штета на мојот интегритет, интегритетот на моето семејство и најважно, нанесе штета на ВМРО ДПМН. Им кажаа дека била измислица, неточна, биле обични лаги, клеветења и обид да се засени лидерот на опозицијата, ама со него ќе ја засениме и најдобриот кандидат што некога се појавил на претседателските избори, професорката Силјановска, а со тоа ќе го засениме и ВМРО ДПМН. Епа нема, вистината порано или подоцна излегува на виделина, а вистината излезе вчера и тоа од неговата антикорупцијска комисија 7-0 едногласно рекоа тука има само креација и лаги, тука нема ништо вистините. Никој денеска не слушнав да се извини. Сите оние кои што имаат полни усти со европски вредности, со честитост, честност, вистина, еден денеска не слушнав да излезе и да каже се извинувам, погрешив. За каква вистина зборуваме? Еве јас ке кажам за каква вистина зборуваме. И ветуваше на вработените во образованието, подпишуваше колективни договори и најново сега им ветуваше дека од 1 јануари следната година ќе им ги покачал платите за 10%. Што е вистината и каква е вистината? Уште еднаш ќе повториме. Според колективниот договор за вработените во образованието, секоја позиција си има коефициент на сложеност и стручност на работното место. За пример ќе ги земам професорите и наставниците во основното и средното образование. И тој коефициент е 2,533. Коефициент 1 е минималната плата во државата. До вчера минималната плата беше 12.500 денари. Помножете го тоа со тој коефициент кој што ви го кажав од 2,533. Ќе добиете вредноста која што сите вработени во образованието треба денеска да земаат плата. А од денеска тој коефициент помножете го со 14.500 денари, затоа што од пред некој ден, од завчера, минималната плата е 14.500 денари. Помножете го со 2,533. Таа е платата која што вработените наставници во основните и професори во средните училишта без додаток од стаж и без додаток од класно раководство треба да ја земат. А не оваа која што денеска Зоран Заев
владата на СДСМ вела дека ја даваат. Тоа се 10.000 денари повеќе секој месец. Ајде, нека се охрабрат, ако се честити, ако се искрени во намерата, а не го користат тоа во популизам, радикален популизам. Ајде, ако сте честити, зголемете ги платите на наставниците во основните и на професорите во средните училишта, онолку колку што треба согласно законот за минимална плата и согласно колективниот договор во образованието. Кога сме кај минималната плата, 2 дена траеше конституциската расправа за зголемување на минималната плата на 14.500 денари. Вториот ден, бидејќи многу им значеше на оние лицемери од СДСМ и од парламентарното мнозинство, многу им значеше, па не можеа да се соберат 61 во парламентот да го изгласаат тоа што самите го предложиле. Неко дошеа, не клеветеа, пишуваа статуси ВМРО-ДПМН бил против минималната плата. Не е точно. ВМРО-ДПМН гласаше затоа што тие лицемери нема 61 пратеник кој што во тој момент ќе изгласаше минималната плата. Туку ВМРО-ДПМН за интерес на граѓаните, бидејќи тоа го вети во програмата во 2016 година, дека во 2020 минималната плата ќе биде 15.000 денари. Но не вака интервенционистички, туку врз основа на реални економски параметри ќе зголеми. Гласаше и денеска минималната плата е 14.500 денари. А овие лицемери, кои што тоа го ветува и клевете, ако дошеа, изборува невистина, не успеа да соберат 61 пратеник за да може да им го подржи она кое што самите го ветиме. Ајде да зборуваме и за пензиите, гледам полни им биле устите, пензионерите ќе добиеле 700 денари плюс. Ајде за тоа да зборуваме. А зошто да не зборуваме за оние срамни и понижувачки 36 денари кои што сега ги добија? Го слушам во Прилеп се препелка навредува, се сеќавате но на мало сутра. Во Прилеп се случи. Примитивно вели се заканува. Уплашен човек, знае дека после 12 април одговорноста следи. Нема бегање. Доаѓа потоа одговорноста. Но вели, ние ја покачивме просечната плата во државата за 3000 денари. Ако вие сте ја покачиле просечната плата за 3000 денари, согласно законот за пензии, тогаш требаше пензијата да ја покачите за најмалку 1500 денари. Колку е сега пензијата? Нека ги погледнат паричниците пензионерите. За 3 години, од 2006 до 2016 до 2019 година, 5% вкупно се зголемени пензиите. Девалвацијата, инфлацијата, трошоците за живот се повеќе од 6%. Во периодот од 2010 до 2016 година пензиите се зголемија за 33% или 5,5% годишно, колку што вие за 3 години успеа да ги зголемите. Кого лажете? Им земавте на пензионерите по 1500 денари со закон, па сега ќе сте им врателе 700. Немојте да мислите дека овој пат лагата ќе ви помине. Ве чека огромен сенароден револт позади гласачките кутии на 12 април 2020, а на 13 април подгответе се за одговорност за се она кое што и направивте на Македонија. Често пати велат, добро, овие не ги бива, ништо не направија, излажа. Што нуди ВМРО-ДПМН? Што нуди ВМРО-ДПМН за да го привлече гласот на граѓаните? ВМРО-ДПМН нуди политика која што ќе се темели на честитост, честност, принципи, аргументи. Работа, работа и само работа.
ВМРО ДПМН нуди спротивно на примитивните радикални политики од типот all-in, тепсијата, баклавата, мало сутра или оние смешни пранкери кои што го насамарија нашиот премиер една година. ВМРО ДПМН носи сериозност, носи стратегија и остварување на крајната цел. Брз економски развој. За да имаме брз економски развој, потребни ни се темелни реформи во правосудството. Но не само како реторика, него овој пат и испорака. Испорака уште во првите 100 дена. Уште во првите 100 дена граѓаните ќе ја забележат разликата помеѓу оваа влада неспособна на СДСМ и умерениот патриотизам кој што ќе победи на 12 април 2020 година. Огромна ќе биде таа разлика. Со реформи во правосудството, со реформи во обвинителството и во судството, следуваат инвестиции, следуваат повеќе средства во буџетот, а со повеќе средства од буџетот ќе има повеќе и за реформи во образованието, и за реформи во здравството, и за реформи во земјоделието, и за реформи во пензискиот систем и поголеми пензии за пензионерите, поголеми реформи за бизнисмените и сето тоа ќе биде дел од следната програма на ВМРО ДПМН. Но ќе се темели на методологија која што ќе можеме да ја докажеме и која што ќе можеме да ја оствариме. Ние нема да си дозволиме да ветуваме се и се што. Зоран Заев и овие малкумина уште што не ветиле бесмртност, друго буквално се ветуваат ширу Македонија. Ние тоа нема да го ветуваме. Ние ќе ветуваме она што можеме да испорачаме, затоа што сакаме да си го сочуваме образот, затоа што сме луѓе од збор, честити луѓе и луѓе кои што сакаат да си ја видат државата модерна, европска држава која што ќе нуди можност за сите граѓани без разлика на нивната етничка и верска припадност. Умерениот патриотизам е неизбежен и неизбежна алка, а тоа е како назад да си го вратиме македонизмот. Како назад да си ја вратиме Македонија во Македонија. Доста беше антиквизација, доста ни беше севернизација. Нас ни треба македонизација и тоа македонизација во секој сегмент од македонското општество. Македонизација и во Охрид, и во Тетово, и во Куманово, и во Струмица, и во Велес, и во Гевгелија. Секаде на овие 25.000 квадратни километри. Ние сме македонци горди, кои што говорат македонски јазик и се од Македонија, и тоа не може никој да ви го одземе, ниту па некој има право да спори со тоа. Но македонизмот не треба да биде ексклузивно право само на македонскиот народ. Ние сите тука сме се родиле, тука сме живееле, тука сме растеле, сме се образувале, сме тагувале и сме се радувале и предпоставувам најголемиот дел од нас тука и ќе ги завршиме нашите животи. Без разлика дали сме македонци, дали сме албанци, дали сме турци, роми, египтјани, власи, бошњаци, срби, нека ни простат останатите. Ова е наша заедничка земја и да си го поставите сите прашањето овој пат што можам јас да направам за Македонија, а не што може Македонија да направи за нас. Тоа е македонизмот што ние сакаме да го вратиме. Без разлика на нација, вера, да си ја сакаме Македонија и да си ги браниме овие 25.000 квадратни километри. Да бидеме горди македонци без разлика каде сме. Сите оние кои што велат дека не може подобро, сите оние кои што велат дека е се завршено, не треба да очајуваме. Напротив, треба да веруваме дека можеме и треба да се бориме. Само доколку се бориме, може да победиме и можеме да успееме. Затоа, сосема на крај, сакам овде од Охрид да порачам. Ние сме горди македонци, кои што може би губеа по некоја битка во минатото.
но секогаш на крајот војната сме ја победувале. И овој пат ќе ја победиме војната кога и да заврши. Знаеме како, имаме план, имаме визија. Да ни е жива и здрава и вековита нашата најубава Македонија, да ни е вечен Охрид, да сте ми живи и здрави и е окриени. Ви благодарам уште еднаш.